почитувани представници на медиуми, почитувани кумановки и кумановци. Во петокот председателот на ВМРО ДПМНЕ Бране Петручевски учествуваше во емисија на ТВ+, во која од страна на водителот му беа поставени неколку прашања на кои Бране Петручевски не најде за сходно на ниедно од тие прашања да одговори точно, па мораше да излаже. Од тука може да заклучиме дека кодот на ВМРО ДПМНЕ не се менува и тие остануваат во матрица на лажење и манипулации. Најпрвен да почнеме од делот во кој ме прозива мене, па да му укажам неколку вистински факти кои сигурно ги знае, ама човекот мора да лаже. Во мојот Facebook статус, на кој се повикува, постои само хронологија на настани кои веќе се случиле. Бране Петручевски, вие на предлог на ДПМНЕ во 2016 година го изгласавте промена на законот за кривична постапка, со која си возможивте вашите судски предмети да ги изигрувате, да почнете да ги одложувате, зашто целата македонска јавност е сведок во изминатите 3 години. Забеганоста на вашите криминалци, кои беа функционери претходно, отиде дотаму, па почнаа самите да се тепаат и да лежат по болници, само судските процеси да им застарат, односно да почнат од почеток. Председателот на ВМРО ДПМНЕ укажува дека јас сум сакал да го избришам партијата, да ја избришам од Централен регистар. Па вака, дали јас ги подпишав 11.800 уплатници на ваши членови? Кој ги уплатил парите во банките? Сигурно Оливер Илиевски не е. 230 сведоци, членови на ВМРО ДПМНЕ, сведочеле дека не донирале пари на партијата, дека нивните подписи се злоупотребени. Бране, кој го подпиша договорот со Бетон за изградба на Белата палата? Оливер Илиевски не е. Вашиот генерален секретар го подпиша. Договорот е противзаконски. И сега Оливер Илиевски ви е крив. Зошто? Затоа што јавно зборува дека ДПМНЕ перело пари. Не, Бране, Оливер Илиевски не е крив, туку вашиот председател и вашиот генерален секретар преку партијата переле пари и тие ќе ви избришат партијата од Централен регистар. Понатаму, за зградата на комитет. Од 30 години самостојност, ВМРО ДПМНЕ е 17 години на власт. Ако имало мега скандал, како што ти кажуваш, тогаш ќе сте не оставиле така? Сигурно не. Бране, за оваа зграда има документи и кој по кој основ е тука. Впрочем, да те прашам. На третиот кат има канцеларии на кои пишува ВМРО ДПМНЕ. Дали е тоа вашата партија или тоа е некоја друга партија со исто име? Впрочем, вашите функционери доаѓаат тука во таа канцеларија. Ако е веќе така, тогаш и ти имаш одговорност. А кога имаш одговорност, очекувам утре да се јавиш во јавно обвинителство, да се пријавиш самиот себе, ама да го пријавиш и Иван Стоиковиќ, бидејќи и тој има канцеларија тука во оваа зграда, да го пријавиш и Дзинго, бидејќи и тој има канцеларија во оваа зграда, и на крај да ме пријавиш и мене. Но да продолжиме понатаму. Околу изборите. Бране Петручевски не и верува на здравствената комисија. Па тогаш зошто баравте од здравствената комисија мислење? Или ако дадоа мислење како што на вас ви одговара, тогаш ќе беат добри. Ако не ви дадат мислење како што по вашиот терк, тогаш здравствената комисија не и верувате. Впрочем, со ова вие не им верувате и на здравствените работници, кои деноноќно се бореа со оваа пандемија и се уште се борат. Затоа, од здравствените работници на следните избори ќе добиете една голема нула во гласови. Кажа дека ДИК се изјасниле дека не може да ги организираат избори. Тоа е лага. Се изјасни само Оливер Дерковски, кој е председател на ДИК, а кој впрочем е член на ВМРО ДПМНЕ, а деновиве слушнавме кога бил функционер на ВМРО ДПМНЕ како директор, од кого примал наредби за избори и што требало да прави. Исто така,
за ОПСЕ и ОДИХР излажа дека барале први протоколи за влез во државата, па тогаш ќе се изјасниле за мониторинг на изборите. Тоа не е точно. ОПСЕ и ОДИХР се изјаснија дека ќе испратат луѓе за мониторинг на изборите во јуни, додека за самиот влез бараат нормално протоколи. Исто така кажа дека сте добиле препорака за датум на избори од ваши лекари, ама сте добиле препорака за датум на избори и од Светска здравствена организација. Па бране, кога веќе имаш таа препорака од Светска здравствена организација, еве те молиме ние и цела македонска јавност јавно да ја покажеш. Ако ја немаш, тогаш ќе се потврди дека лажеш. Околу успешноста на владата за справување во оваа здравствена криза, кажа дека владата се однесувала ноншалантно уште од самиот почеток. Тоа е една голема лага. Па да те потсетам. Владата прва ги затвори училиштата во регионот, дури и во Европа. Владата меѓу првите во Европа ги затвори рестораните и кафетериите. Меѓу првите ги затвори границите, меѓу први го воведе така наречениот полициски час, односно меѓу првите ги воведе сите рестриктивни мерки во државата. Само еден човек во нашата држава се однесуваше ноншалантно кон кризата, а тоа е Христијан Мицковски. Сега, имаше прашање што извршниот комитет на ВМРО ДПМН направи за граѓаните во оваа здравствена криза. Одговорот беше ништо. И тоа ништо е една голема лага. Па сега, еве јавно да ви кажам. ВМРО не ја пропушти шансата да ги лаже граѓаните, па така хуманитарните пакети, донирани од Зоран Заев, Оливер Спасовски, компании од Куманово, компании надвор од Куманово, на кои сме им бескрајно благодарни, по наредба на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, нивните активисти и шефови на штабови на терен ги следеа луѓето кои ги делат овие хуманитарни пакети и кажуваа дека таа хуманитарна помош е од ВМРО ДПМН и од Христијан Мицковски. Тоа е еден голем срам и дно. Најголемото достигнување на Бране Петрушевски во политичката кариера било тоа што го повика градоначалникот после изборите да ги повика сите функционери, независно од власта или од опозицијата, и да се договорат за стратешки проекти на Куманово. Вие за 11 години власт имавте како државен функционер само по еден пратеник. ВМРО ве заборави 11 години како извршен комитет Куманово дека постоите. Па и сега Христијан Мицковски ве заборави, па така на листата за пратеници имате само еден на добитна позиција. Општинска организација СДСМ Куманово и коалиција имаме 3 директори на државно ниво, 2 државни секретари, градоначалник, 2 пратеника, заменик министер, министер за земјоделие, премиер. Ти сакаш овие 11 високи функционери да седнат со тебе еден на другата страна и ти да преговараш со нив за стратешките проекти на Куманово. И тоа не е лошо. Па да прашам, Бране, за 11 години власт, кои проекти вие ги реализиравте во Куманово? Па сега да ни дадете некое искуство. За 11 години власт зедовте од кумановци 2 милиарди евра во вид на даноци. Колку од тие 2 милиарди евра вративте назад? Ништо, една голема нула. Не сакавте ниту еден тротоар во Куманово да изградите од тие 2 милиарди евра. Јас, како секретар на општинска организација на СДСМ Куманово, ќе
ќе им препорачам на нашите функционери да не седнуваат со вас за вакви работи. Зошто? Луѓето се честни. Вие можете да ги научите само како да се краде. Ништо друго. Бране Петрушевски зборува за тим кој го направил и тимот бил чесен и никогаш не подклекнал на криминал. Па да те прашам, кој ти е подпредседател? Односно твојот заменик. Твојот подпредседател има 6 кривични пријави за сторен финансиски криминал, односно кражба. Па и тоа не е ништо. Има и една кривична пријава за физички напад на полицаец. Пасошот му е одземен. Тоа ли е твојот тим кој ќе се борите за правда? На една пресконференција ме обвини дека сум вршил политички реваншизам. Па така, на 22 јули 2019 година те повикав лично тебе да го земеш твојот подпредседател, односно заменик, и да ни покаже каде ги вградил тие материјали, пред камери и цело Куманово да види. Се уште немам одговор од тебе. Знае зашто? Затоа што и ти знаеш дека ги украл. Сега еве деновиве ќе се отвори јавно обвинителство, ќе почне да функционира, па ќе чуеш колку тони цемент украл, колку тони железо украл, колку километри, повторувам километри, винкли и профили украл. Тоа е твојот тим од соништата кој ќе се бори за правда. За крај, дај завземи став. Јас знам дека вие се играте со здравието на граѓаните и досега ги минувате ставовите од ден за ден, водени од дневно политиканство. Но на емисијата ти менуваш став во рок од 10 минути. Прво викаш дека владата се уште не може да се справи со здравствената криза, дека имаме пандемија, дека ситуацијата е многу лоша, дека имаме многу заразени и дека е страшно. За 10 минути викаш дека од летијата во Струга нема заболен, дека луѓето можат да вршат верски обред. На крај велиш дека владата требало уште пред 2 недели да ги укине рестриктивните мерки, да ги отвори градинките, да го укине полицискиот час уште пред 15 на дена, уште пред 2 недели требало да го врати животот во нормал. Па еве, кога според тебе владата веќе 2 недели досни со враќање во животот во нормала, кога треба луѓето да живеат нормално како претходно, кога луѓето треба да се групираат во групи, дека не постои ризик да се заразат и слично, логично прашање. Па зошто тогаш не сакаш да одиш на избори?